Група ентузијасти и кинофили работат на проектот Купи Миленик, а причината за изработка на ваквиот проект е стратегија за развој на македонската кинологија. Сајт и форум кои ќе им биде од корис на сегашните, но и на идните сопственици на миленици околу правилното чување и негување на нивните миленичиња преку категориите и занимливостите кои се наоѓаат на сајтот. Тука имаме две кученца, Стефан може најпрво нив да ги представиме, да бидеме културни. Која раса се и Така, значи, вие се кученцата од расата француски булдози, едно од исклучително ретките раси на нашите простори. Така да, сега сме горди затоа што преку нашата веб страница веќе во Македонија почнаа да се носат вакви кученца, така да се надевам дека за кратко време ќе ги има и повеќе, ќе бидат позастапени кај нас. Оние кои што имаат миленичиња се консултираат со пријатели, се консултираат со оние кои што имаат повеќе искуство околу чувањето миленици дома и така натака. Сега може директно да ја отворат веб страната и да проверат се она што ги интересира. Кога подпрвавме јас и ти пред разговорот ми кажа дека доста е посетена вашата страна и има се што на некој воопшто може да му треба. Но може да го разработиме тој дел со сите оние потребни и неопходни работи со занимливостите. Така, сепак сме горди затоа што сме прва македонска веб страница и форум за домашни миленичиња. Страница каде што сите љубители на кинологијата и на миленичињата може да се консултираат со нашиот тим околу оние сите прашања, нели при изборот на раса која им е најпогодно да чуваат, до сето тоа да се набават миленичиња преку нас, затоа што работиме со набавка на миленичиња, а додека на нашиот форум, кој исто се наоѓа на истата веб страница, се опфатени сите теми од кинологијата, вклучувајќи однесување, ветерина, како да ги научиме нашите миленичиња да живеат со нас, така една обширна идеја и еден обширен проект да Купи Миленик. Што е она што е најчесто поставувано прашање, она што највеќе представува проблем кај оние кои што се обраќаат? Така, најголем проблем за тоа представува кај луѓето кои не контактираат во врска со изборот на раса. Нели, секоја раса треба да се информираме претходно пред да земе дали можностите на нашето време, нашите финансиски можности не дозволуваат да чуваме. Така да луѓето бараат консултации од нас при изборот на раса и секако при набавката на кученца, затоа што сметаме дека најбитно е од каде ви доаѓа кученцето, тоа треба да е здраво, кинолошки исправно и така. А колку членови сте, колку луѓе работите на сајтот и така? Значи тимот на Купи Миленик е состоен од 6 члена, кинофили, влюбеници во кинологијата, дел ветеринари, дел кинолошки судии, кои се одлучивме на ваков проект за да помогнеме, значи на сите оние кои им треба наша помош при набавка и на секаков вид консултации. Работиме исклучиво со професионални огледувачници, горди сме на тоа затоа што сме први во Македонија од ваков тип и се надеваме дека ќе останеме уште долго. Кој е вашето мислење или вашиот став кон она што го прават Сдруженијата за заштита на животните, ова од аспект на оние бездомни животни? Така, па најпрвен честитки за сите тие иницијативи, затоа што и бездомните кученца се едни прекрасни кученца, прекрасни карактерни кученца кои сметам дека треба и тоа како да се заштитат, треба да имаме професионални стационари каде што ќе им се пружи значи пријатен престој и еден живот како што заслужуваат. И сега ќе ми кажеш што највеќе оние кои што сакаат да се набават миленик, нели бараат да се консултираат за раса, за оно кој што е по добро за чување, по лесно за чување или не знам како, секој со своите критериуми за милениче, но еве кој куча највеќе го сакаат, од која раса? Па вака, затоа што повеќето граѓани кои не контактираат живеат во станови и обично е најпоставено прашање како нашето милениче ќе се вклопи во живот, значи во затворен простор во стан, така да најчесто прашање е која раса ни е најдобра да начуваме во стан, затоа што сметам дека моментално најпопуларна раса е францускиот булдог и мопсот, кои се една од најпродаваните раси воопшто во цела Европа, па и кај нас почињаат луѓето да се запознаваат полека со самата раса, така да сепак мислам дека тие две раси наистина ги препорачувам на сите кои сакаат да управа да чуваат кученци. А каде сме ние во општеството кога станува збор за односот кон животните, кон еве во случај домашните миленици за разлика од другите земји? Па да, сепак среќни сме што еве и кај нас почиња кинологијата да представува култура, се организираат во соработка со Кинолошкиот сојуз на Македонија и многу изложби и интернационални со меѓународен карактер, така да мислам дека полека, но сигурно и ние завземаме еден голем чекор во кинологијата и сметам и сигурен сум дека за кратко време Кинолошкиот сојуз на Македонија тоа како ќе напредува и дека кинологијата кај нас ќе стане една стварно култура како што треба. Значи kupemilenik.mk, сајтот каде што може да се обратите да прочитате некој совет, се она што ве интересира во врска со домашните миленици.